Имиња како Никола, Димитри, Михаил, не ги имаме ние туку така. Тоа се наше христијанско наследство. Не се тоа чисто словенско наследство, туку се христијанско наследство. И човек кога ќе се замисли за своето име, кога ќе се потруди да прочита малце за житието на тој светител, може би нешто ќе проработи во него. Има еден куп други имиња кои што имаат преводи, меѓутоа не се толку познати. Мислам, познати ни се, не знам, Светлана дека е Фотини, меѓутоа имаме маченичка Хионија, така, која што е Снежана. Постои ли некое правило како се слави именден? Постои ли некакво пропишано правило, вака треба или вака не треба? После литургијата, да кажеме, или дури ако нема некој пат литургија, може да се донесе, да кажеме, коливо, односно варена пченица, која што се благословува во спомен на светителот. Многу пати кога други луѓе пишуваат за црквата, дали од незнаење, некој пати од недобронамерност, некои работи не се пренесени како што треба. Имавме сајбер напади на почетокот, се чудев зошто, меѓутоа имавме. Во неколку наврати имаше сериозни сајбер напади, што ми е чудно за црквен портал, меѓутоа ги имаше. Господ дојде на земјава, поучуваше и делаше и правеше работи и ние не сакаме да знаеме што тој зборуваше, што тој правеше. Значи не замисливо тоа за еден православен христијанин. Бројот на слики создадени од човек, што еден човек ќе ги види во текот на еден ден, е поголем од бројот на слики создадени од човек кој што во старо време луѓето ќе ги виделе за цел живот. Значи ние денеска сме изложени на многу поголем број на информации кои што ставаат печат на нашата душа. Не може човек да биде христијанин, а да не оди во црква.